занаетите во Охрид некако, како и прочем за жал во Македонија, како да умираат, како да нема наследници, како да нема мотив за оние помладите да се заземат за тие занаети. Колку занаетите, занаетчиите се интерес на туристите и колку ние можеме и сакаме да направиме нешто повеќе за занаетите. Ова како прашање од поводот за кој што разговаравме порано со некои од занаетчиите, да се направи еден музеј на занает, музеј на занаетчиски услуги во центарот на градот. Некој го посочи, ја посочи гимназијата да биде таква. Некој посочи толку така гимназијата да не биде класична сега како што е празна и сива, туку да биде едно време да соодветствува на тоа на време. Што туристичките водачи, што конкретно искуствиот Љупчо Јузмевски размислува за овој дел од Охридската понуда? Ова е веќе спроведено во Шведска. Во Шведска имат кајачница на килими, кои ние тие килими ги правиме 1000 пати поубави, 1000 пати поквалитетни отколку денеска во Шведска. Еден наш килим што ни трулит со нафталин во витрините дома во шкафовите, во Шведска кошта 200 евра, 300, 500. Еден јамбол, едни опинци што ги имаме од старото, од наследено. Значи тие стари занаети. Еден сама, едно джезве, кујунџија да го направи. Се сложам со ова констатација дека треба да имат музеј на стари занаети, ама треба да имат и школа за стари занаети, за дечки, момичина, кои може да го направи тоа, ама државата да застане зад нив и да стои. Овој одсек, например, Амамот во Охрид, да биде стари занаети. Тоа ќе биде права атракција. Стар занает тука, стар занает тука, стар занает тука. И сите со своето. Кајашници, шеширџи, шивари, златари, кујунџи, филиграни, писери, сето тоа што може да биде, дури и самарџи, и наковални за налбати. Сето тоа. Не дека ќе се продај производов нивни, но тоа е еден цел филм, поубав од Холивуд, што во Охрид би довел како музеј на занаети. И мислам дека местото на музеот на занаети е во Охрид. И то на местото на Амамот, кој го имаме во сред чаршијата, да биде не само посетен, туку еден од најпосетените музеи во Македонија.